Со анкети кои постојано го ставаат пред премиерот Алексис Ципрас, 51 годишниот Киријакос Мицотакис е убеден дека изборите за Европскиот парламент во следниот месец ќе бидат пресвртница за Грција и ќе го приближат до победа на парламентарните избори што се очекуваат на есен. Мицотакис во интервју за новинската агенција Reuters повторува дека има длабоки резерви во врска со договорот од Преспа и од Северна Македонија не треба да очекува автоматско влегување во Европската унија. But when it comes to EU accession, I don't think anyone should, expect Greece to agree to open and close chapters when there are still outstanding issues which have not been addressed by the agreement. So, of course, we fully retain the right to block this process if we think that our national interests are not met. Мицотакис наведува дека ако биде избран, ќе ги намали даноците и ќе спроведе значајни реформи за да привлече инвестиции и да ја зголеми државната ефикасност. I intend to convince my partners, our creditors, that we mean business when we are talking about implementing real reforms. Мицотакис оценува дека сегашната ситуација со десетици илјади мигранти и бегалци заглавени во камповите во Грција е неприфатлива, при што ја критикува владата за премногу бавниот процес на разгледување на барањата за азил. Тој изразува загриженост за подемот на екстремната десница во Европа, велејќи дека Грција е на првите редови на подемот на популизмот, откако владеачката левичарска партија Сириза соработуваше со екстремно десничарската партија на Панос Каменос. Мицотакис, кој дипломира на Харвард, стана член на парламентот во 2004 година. Во 2016-та, иако се сметаше за аутсайдер, тој беше избран да ја предводи Нова демократија. Мицотакис доаѓа од едно од највлијателните политички семејства во Грција. Неговиот татко беше поранешен премиер, а и неговиот дедо исто така беше политичар. Мицотакис вели дека разбира оти доаѓа од привилегирана заедница, но оти тоа само го става во уште подобра позиција да отвора можности за грчките граѓани.